поред во кутијата со број 23 погодуваме ништо. Во претходната емисија нашата надпреварувачка од Градско Маја среќа не ја играше, но пред неа Кире играше и си отиде без ништо. Навистина не можам просто да сватам зошто почесто отвораме ништо отколку двојно. Искрено се надам дека некои работи ќе се сменат оваа вечер. Како и да е нов надпреварувач, додека да дојдеме до 23-ката имаме време, треба да одиграме 6 рунди, а вие, драги мои, треба само да не гледате и да уживате. Новото издание се нешто започнува сега и посакувам убава вечер, па да видиме кој ќе се погрижи за вашата убава и добра забава. Ајде, Димитар, повели да го завземеш своето место овде, ти си звездата на вечерта, се презива Трајчевски, така и не дојде од Скопје. Здраво, добра ти вечер. Добра вечер. Дојде, како си, Димитар? Добре, вие? Само добро, ти благодарам, јас сум одлично. А ти не си одлично, ти си само добар, а? За сега. За сега. Значи, почнуваме со добар, ќе видиме многу добри, па после одлични. Може така? Добар. Димитар, дојдеш од Скопје. Морам да кажем нешто, да ја играше, право. отвораше кутија, едно време отвораше високи. Па после ниски, да. И сега што ќе отвориш? Па се надеваме дека нешто високо. Нешто високо. Ти значи ли нешто се думката? Значи. Што? Па ако може тајна да видите, да не кажам. Може, не инсистирам. Ни на крајот од емисијата неа да ми кажеш? Или на крајот ќе ми кажеш? Ќе размислиш. може, ќе размислиш. Зошто си дел од нашиот квиз, Димитар? Па ради дружба, забава, па и да земеме некој ден. Се дружеше, се забавуваше? Да, многу добри луѓе. Запознав тука, добра дружба имаше. Добро. А за колку пари си дојден, освен за милион? Тој се подразбира. Па за нека солидна сума. Која е според тебе солидна сума? Од Што би бил 30 нагоре. задоволен? Од 30 нагоре. Добро. Како ќе играш? Според интуиција, на среќа. На среќа, немаш онака Немам друго, шема. се думката што ти е... Само Амајлија имам. Ајде да видам Амилијата, која е и каква е? Аха, тоа е... Свети Димитрија, именен ме тогаш. А, така, тоа е твоето име? Си го славиш? Да. Добро. Ќе го ставиш таму или тука? Кај ќе ти стои? Кај сакаш? Па тука. Каде планираш ти таму? Така, нека биде во ред. Димитар игра со Одиме кутија број сир. првата рунда. Сакови ќе игра во непредобан. Да. Сега одиме кон супедом. Само да видам. Кутија број 4. Весна. Отвори ја. Почетокот е добар. Добар. Добар е почетокот. Одиме понатаму. Деветнаеска. Горан. Горан. Отвори ја кутијата. Со среќа, Димитар. Така е. Деветка. Ево Билјана. Кутија број 9. Билјана, отвори ја. Добро. 10.000. Седумнаесет. Малку се подразмисли. Димитри, отвори 17-ката. Браво. 2 сини, 2 црвени. Краток поглед кон поддршката. 2 сини, 2 црвени. Краток. Петнаеска. Комшиката. И комшиката, да. Ајде, Гоцо. Со среќа, Димитар. Комшиски 5.000. Може. Ова беше многу добра, скоро одлична прва рунда, затоа што отвори 3 ниски црвени, 4, 5 и 6.000. Мора да прескокнеме дока е понудата од банкарот. За тие што сакате да изгледате целата епизода, можете да го направите тоа долу во линкот на дескрипција кој што е напишан. Ги ставив на очариве. Подобро ми е сега, да. Сега може да збориш. Значи со нашата анализа треба да му понудиме Што се збуни сега? околу 12.000 денари. Не, банкар, туку ќе те збунам. Да не знаеш што мислиме. Одличен почеток, Димитар. 12.000 денари.
Значи, како е темно стаклово, ништо не кля. Ќе оставам тука до... Може и вака. Димитар, понудата значи? Не важи. Што ќе правиме? Ќе одиме понатаму? Понатаму. Не важи понудата! Број Рунда 11. два. Нова. Новата надпреварувачка е Катерина, број 11. Катерина, добро вечер. Добро вечер. Представи ни се. Јас сум Катерина Поповска. Доаѓам од Скопје сум, ама држава Ѓорче. Држава Ѓорче. Добро, да бидеме попрецизни. Така. Добро. Со што се занимаваш, Катерина? Пензионер. Млада пензионерка се гледа. Од кај се пензионирав? Што работевте? Козметичар бев. Козметичар. Козметичар мастер, да. Браво. Да. Катерина, отвори ја кутијата. Добро, 20.000. Добар почеток. Тринаеска Зора. Кутија број 13. Зоран отвори ја. Браво. Уште една. Поддршката да кажем некоја Секако. бројка. Ако сакаш, Кој ако тие мисла да ја сакаат. отвориме, која не? За сега не му треба поддршка, добро. За сега му оди добро, се согласувам. Ама ќе реагираме на некоја кутија која е сомнителна. да. Димитар, во право се, не прекинувај, добро играш, уште една. Двојка. Мари. И кутија број 2. Секогаш насмеаната Марија. Ајде да бидеме насмеани, ние Марија. Да, верувам. Отвори ја. Не, висока е Марија. Да, добро ќе се смееме затоа што милионот не е во игра. Така е. Штета. Може да прескокнете 30 секунди. Бидејќи ќе направам кратко објаснување зошто пак би требало да имаме покачување на понудата, како што гледате тука на екранот. Имаме дека и нашиот софтвер всушност тоа го кажува. Покрај тоа што 250.000 сепак милионот и 100.000 се во игра, така што треба да има покачување на понудата, а тоа ќе го дознаеме тука. И за сите што сакате да ги гледате епизодите цели непрекинати, може тоа да го направите во линкот кој што е во дескрипција на ова видео, а сега ајде да ја чуеме неговата приказна. Да помогнеш малку да го причуваш или Па да си играш со него. Па има. Има. Ама он не си игра толку сега за мене. Поише на телевизор, гледа Не на си- YouTube. ти не си ќе му пушти. интересен. Не сум интересен. Јас на твое место би му го земала телефонот и ќе му го мене. Во ред, тоа што се занимаваш? Имаш ли браќа, сестри? Имам брат, помал брат од мене. Од Доста тебе? разлика сме. Колку има тој? 17 години сме разлика. Сега 6 ке прави. Имаш 6 години. Имаш ли време да помогнеш малку да го причуваш или Па има. да си играш со него? Па има. Има. Ама он не си игра толку сега за мене. Поише на телевизор, гледа Не на си- YouTube. ти не ќе си му пушти. интересен. Не сум интересен. Јас на твое место би му го земала телефонот и ќе му го изгасам телевизорот, има да си игра со мене. Во ред, тоа што се занимаваш, работиш? Кај Дризо, дрма. Да. Дрма. Добро, таму се наоѓа фабриката. Да. Добро, што работиш ти конкретно? Па паковна сум, пакувач. Тоа сакам да прашам, што има таму, какви Пирошки, пици, пастрамајли. оние смрзнатите. Да, смрзнат. За домакин како мене. Само да се подгрее. Ма браво, секоја вите. Само терајте. Само работете, а ја рецептите овде само ќе ги запишувам. Како беше книга на не направи, а ти правиш ли? Знаеш ли да правиш некој од тие? Не, ја ги пакувам, не сум. Само ги таму пакуваш. производството. Да. Кажи ли? И ги пече. И ги пече дома како мене, така? Добро, во ред. Добро, Димитар, луѓе, ја заврши својата втора рунда. Не можам да те гледам, да не те гледам барем, ајде. Кажи. Да бе, мој човек, стави да се пече и готова работа. Колку, банкару? Па може. Останува. 12.000. Не ја намалува понудата, не ја ни покачува, но важно не ја намали. Кажи дали понудата не важи? Понудата не Да, маш. нема да важи понудата. Рунда 3. Две
рунди се одиграни, 35, 100, 100.000 и милион. Нека останат до крај оваа седумка. На Димитар, се надевам дека го содржи милионот или 100.000 или 35.000, но ако не е така, да не отвориме ни една во третата рунда, која што започнува токму сега со 3 кутии. Дали сега некој од вас сака да се вклучи? Може би. Дали имате од како седнавте тука, негов број некој? Еве Коце, твојот татко може би знае некој број кој што е битен или не? Па претежно не памти многу. Не памти. Па сад не знам, дека кажа, не е по памтење. Па добро, затоа си тука ти. Ќе помагаш, така ли е, Коца? Да, помлади го повише памтат. Така е. Тетка? Не знам, нека продолжи сам. Оливер? Ја, шеската би го отворил. Би отворил? Да. А освен ако нема и за чување? Па ако не му е за чување. Размисли си. Ова беше само идеја на твојот тетин. Да. Така е, ти можеш да прифатиш, можеш и да одбиеш. Ќе го послушаме Тефин, шеската ќе го отвориме. Сепак, а? Зоран? Отвори кутија. Браво! Секоја чест за Оливер. Зет како мет. Стефан, што ќе кажеш ти? Што мислиш? Црвено? Број Ниско, 20. високо. Он ти беше сомнителен, веќе Да. не ти е. Не па го прашувам да ми кажеш што мислиш. Само го прашуваш, Стефан. Во останатите емисии отвара се ниско, 3 пати отворив 100, 250 милион, а сега стварно не знам. Па причувај го ако ти е сомнителен, уште една рунда, па не знам. Ќе го чуваме. Можда има и нешто ниско, не знам. Почувај. Не почуваме. Михаела, што мислиш ти? Број 12. Не знам искрено. Твоја игра како сакаш. Ајде, ќе го прави. Михаела? Друштво, дали може Михаела? Оливер? Би отворил и 12-ката, чекај бидејќи 6-ката беше сина. Па мислам дека е сина. Да ја отвори? Може. Ајде, Михаел. Со среќа. Дали се во право? Браво! Ниска црвена. Ајде, уште една, нека биде може и денар сега да отвориш. Добро би ни дошла. Ај, Кочо. Што мислиш ти, Кочо? Што Број ќе 3, биде? Кочо, што мислиш? Не знам. Мислам дека имам ниско. Оливер? Морам да го прашам Оливер да сега погоди 2 пати. Па и мене во очи ми иде тројката, нешто ја гледам цело време. Да ја отвори? Да, мислам дека може да отвори, не. Кочо? Може? Ајде, Кочо, да биде. Добре. Милион во игра. Ајде. Милионот е во игра. Тоа е најважно. Тој ќе ги држи работи. Кариерата и полека кариерата. Почна летос. Почна кај ли има- кариерата? Да, има Само одиш или неколку со нас. група? Па немам група се уште, ама кај тој ще идам на курс, што ми е професор, он понекад... Те вика. Да, ме вика. Добро, и што вели твојот професор? Ако сега јас го прашам, како се вика професорот? Наум, Наум. Лесковски. Професоре Наум, каков ученик е Димитар, до каде е стигнат, како му треба, што ќе каже он? Што мислиш? Па не знам тоа, он знае. Па добро, девај да ти кажел како он знае. Смета ли дека Кажал си, дека сум вреден, си талентиран? дека талентиран. Дека. Добро, кога почна да вежбаш тапани, да? Од многу мал, многу помал. Од многу помал? Да. Гледаше нешто на телевизија, некој свадба, што ти беше интересно? Па така, јавив немнаш интерес. И што му велиш на татко ти или на мајка ти? На кого се обрати? Да ти купат На тата, тапани. Што се на тата. тапани? Што се сеќаваш ли Коцај? Да. На муабетот, што? Да, мал беше првото тапанче, му го купиме од Бит пазар. Имитација на тапан. Нормално да така И и. сега понатака купуваме се поскапи. И веднаш ли почна онака да? Да, имаше талент. Има фаќа ритам? Да. Добро, а пееш ли барем? Или само Пење слабо, по некако на... повеќе си за тапан? Значи тоа ти е Одиме овој до кај твојата понудата. желба. Сум ги стал. Ич немој да ме гледаш ако сакаш, само дај ни убава понуда
бидејќи имаме милион во игра. Па знам дека не може да добиеме, ама имаме милион, така што сакал неќе има да гледаш овде. Како број 3, сосема симпатична, а имаме уште многу за играње. 28.000 денари понудата на Маја. Со милион во игра, следната ќе биде многу побава. Никој не размислува за понудата, што значи дека веднаш треба да те прашам, а? Спрашува. 35 се повисоки од 28, милионот е во игра. Многу сини, денарот во игра. 28.000 денари кажи дали понудата... Понудата не важи. Понудата нема да важи. Понудата нема да важи, Рунда луѓе. број Имате 4. 7 сини. Дали имаш идеја како ќе играш, ќе се консултира? Критична е. Да. Штом доктор го вика, Кој го вика доктор? Осмицата. Мариче таа знае да отвори високо. Минатата емисија што имаше? 250, а пред тоа 35. Да, се надеваме дека вечерва е нешто ниско, да не се примислуваме. Мариче отвори кутија. Да не направиме белја, така е. Беше само да му кажеме што има отворено, а инаку така е. Беше во право ти овој пат. Која мислиш ти сега? Стефан 22. Кај да гледам? Леле. Го отвораме? Стефан го отвораме, така? Може ли, Оливер? Па речи ќе очува, не знам до кога мислиш, ако сака некој го отвори, или ќе очува, не знам. Што? Како мислиш така? Како мислиш тоа си? Така е. Само треба да ми дадеш знак дали дефинитивно ќе го отвориш. Ивана е комшиката. Кој? Мартина, па Ивана. Не знам што е со Ивана и со Мартина. Комшика, Мартина. Не знам што е со Ивана. Добро, Ивана е комшика, па ако ова поблиску. Мартина! Ајде, душо, отвори нешто ниско. Со среќа. Браво, 3000. Браво, Димитар. Ајде, уште една убава за симпатична понуда. Дали Тина, дали Марина? Тина, дали Марина? Спомнувањето, а? Ивана, отвори ја кутијата. Ивана, отвори ја кутијата. Со среќа. Отвори ја. Може, браво! Браво, Димитар, јако пак отвори црвени. Леле, колку сини имаме, тоа е добар знак дека имаме многу за играње, ама. Се надеваме на убава понуда. Лошата вест е дека имаме само две високи. Најдобрата е дека го имаме милионот во игра, но имаме ние 6 сини. Тоа се 2 рунди да бидат сини. Ако имаш таква среќа, да отвориш супер, мислиш ли сега вака од оваа дистанца дека имаш милион во твојата седумка? Искрено. Ако не е кај тебе, кај е? Ако не е кај мене, во десетка. Пеца. Да. Пеца, вистина ли го имаш милион? Ако вели така, така. Ако тој вели така. Според вас, дали има милион во седумката кај него или имате сомнеш за некоја кутија? Да ве чујам. Ја мислам во 20 единицата. 20 единица. Тој мислењето на Оливер. Што мисли Коца? Јас мислам можда е десетката. Можно десетка, тетка? Али ништо не се знае. Петката. Во петка, тетка, петка. Значи, 10, 5 и 20 Одиме иде до се за сега понудата. осомничени. Може да игра. Сега ќе ја чуеме понудата. Не се издишувај. Треба да имаме значително покачување. Која е највисоката понуда за сега? Околу 60. Добро, вели Моди. Да. Убава понуда. Ме гледаш? Те гледам. Убава е понудата, не велам не. Наредната ќе биде уште поубава, но знаеш дека не смееш да сгрешиш. Оти ако сгрешиш, во превод ако не го оставиш милионот во игра, 62.000 денари нема да може да ги добиеш. Што е? Што направите муавет? Ги прошам дали да
Што? Продолжаваме Ќе бее ли да овој? прифат. Зема и бега. Не, ќе си ја Чекај земе, ама полека, ќе чекај продолжи. Полека. Ајде, Оливер. Ќе си ја земе понудата и ќе продолжи да игра. Така? Да. Да не продолжува Не. без земање. Не. Тетка? Негова игра, јас би продолжила. ама сега- Види ја ти, тетка! Аплауз за тетка! Само тетка е за тебе. Господин татко? И јас мислам да се ја земе. Само тетка храбра. Не. Види ги? Тројца мажи, она сама вика ја би продолжила. Е, вака сега. Ќе ја пријавиме некоја сезона. Треба да ја Ќе видиме пријавиме дали нека ќе од наредните продолжи. сезони, тетка. Вака, само сакам, без разлика што ќе одговориш, нели? Ќе си продолжиме понатаму. Ако ја прифатиш, бидејќи нема да биде опасно, ќе ја замолиме тетка да се вклучи, да видиме како таа би играла, а да не сгреши. Може така? Може. Е, така. Може. Димитар да прашува. Може. 62.000 денари со милион во игра. И со многу сини во игра. Кажи дали понудата важи. Понудата ваша. Сепак понудата важи. Димитар рече дека би бил сосема задоволен и со 30.000, а тој, фала му на Бога, па си зема и двојно. Добро, 60 има. Вака е. За сега е во право. Сега е во право, ќе видиме. Која е следната, господја Трајанка? Може да застанете ако случајно нешто не ви се гледа. 1, 20, 10, 5 долу, 21, 22 лева. 20. 20-ка? Може, ќе отвориш од 20-ка? Да, да. Ти беше во план? Да, 20 и следна ќе ја отворе Стефан. Само После малку, 20. Оливера отвори кутијата. 20. Гледаш. Ќе ја сгрешевме, Да сме тетка. продолжиле. Ќе отвориш ли ти во оваа предпоследна рунда 20-кава? Искрено? Може ќе отвори. Не ти беше зачување, нешто посебно, Не, а? не беше. Не. Која ќе беше последна кај Стефан, така? Стефан, тебе ќе те причуваме малце. Луѓе, од толку сини ние се фативме за милионот. Сепак го стефивме. Гледаш? И од Димитар Трајчевски, Димац го викаат, од Скопје, работи, како се викаше фирма, Вајомак. Вајомак е кооператор, така е. Игра со кутија број 7, ја продаде. И добро што ја продаде, затоа што може би има 35, може би има нешто ниско, како и да ги продаде за колку? За 62.000. Како и да е, што и да има, ќе биде Добро продадена. Така е, Димитар. Но да видиме, Стефан, те чувавме, па да видиме со колку. И 10 денари. Кој да знае? Да знае. Кој да знае? Димитар, задоволен си? И треба да бидеш навистина задоволен, затоа што на време се откажа и си зема убава сума, која што веројатно ќе оди за некои нови бубњеви, колку што прочитав тука ќе биде, или за нешто друго. На што би ги потрошил? Најверојатно нов тапан ќе земе. Па тоа било, така си напишал. Добро. Колку чини нов тапан? Нов тапан? Па 300 или 400 евра. Да. Зависи. Имаш Од што таман. друго. Имаш. Банкару, значи ти замисли дека учествуваш во видиме градењето на понудата. неговата кариера музичка. Еден аплауз за банкарот. Со оваа убава понуда. А сега вели ќе играше за 5.000 денари. Оу. Ниско. Немаше да важи понудата. Немаше Ќе да играше до важи. крај. 35.000 се во игра. Така, и ќе немаше закупување. Ја играме последната рунда, каде што треба да отвориме уште 3. последната Луѓе рунда. верували или не, денарот е Дешелива. уште во игра. Дали е во неговата седумка, ќе видиме. Повели. Па сега ќе играв 10-ка. Број 10. Пеца. Отвори ја кутијата. 5. Не беше опасен. Денарот е во игра. Благојчо. Еден. Кутија број 1. Благојчо, отвори ја кутијата. Еден денар. Денар, сме го чувале за джабе. И уште една, кај тебе имаш 35, Кецу, 250 или 500. Кец, како го кледивница. Кец, така е. Која е последната со која што би играл и која би ја чувал и зошто? Па последната
би била Боби. Би ја отворил. Да. Кога тетин викаше дека таму има, така беше? Може и 35 да се. Да. Отвори кутијата Боби да видиме која е во право. А таму 250 денари. Само едно прашање за крај да не заборавам. Овде си напишал дека имаш девојка месец дена тогаш кога си ја напишал апликацијата. Докаде сме сега? Па месец и пол негде така. Поише од месец. Добро. Си седмицата тоа значи. Денот, Што? денот кога се, мислам, Кога се што? како да кажам, кога се фативме. Се фативте како? За рака се фативте? Па кога стапа. Кога ја тргнавте вашата љубовна врска, браво! И на крај го убедив да ми каже што е со таа мистериозна седумка. Значи, ти таман пред да дојдеш овде, со девојчето почнавте да се гледате и сега си убава сума, имаш затапане, можеш и да прошеташ некаде со девојчето. Значи, среќината седумка му донесе убава сума, а дали внатре има 35 или 500 денари, ќе дознаеме откако првин ќе тушнаме понудата на банкарот Димитар и откако ќе отвориме твојата кутија. Ќе видиме. А ние Чекаме понуда. сега понудата на банкарот ќе беа 17.600 денари. Или ако имаш Солидна 500 понуда. денари, да си 500 денари. Искрено. Па немаше да ризикувам до крај. Немаше до краја? Да. Да сметаш дека имаш нешто ниско, не си сигурен. Значи понудата ќе беше прифатена, сакаш да кажеш. Отвори кутијата со број 7, да видиме дали ќе беше тогаш во право или 35. Сепак си имал 35, кои што ние сме ги удвоиле. Така? Браво. Билјана, отвори кутијата. Ајде, 500 денари. Сега имам прашање. Имаш ли храброст 23-32, Боже Господе. 23-ката да ја играш? 23-ката нема да игра. Зошто? Дека во Сите кои водите статистика на играта може да прочитате од табелата горе, да си ја зачувате било што, да си водите статистика која сума се паднала во која кутија. Мора малце да додадеме наш наратив врз епизодата за да подлежиме под ослободување на авторските права, бидејќи ова е коментирање на епизодата, а не е само копирање на туѓо авторско дело. последните 2 емисии ништо отворија? Па, не за тоа, малку е ризик. Претежно. Дали сте за 23-ка? АБВГД половина бонус исто ништо или двојно? Оливер, може да ги удвоиме на 124. Може да ги удвоиме ако погоди двојно, ако Така промаши. е. Така е. Тетка ќе ризикува. Тетка ќе ризикували негова игра. Која би не ја може. играла? Јас би ја играла 23. Добро, да ја слушнам уште Коце? Па, он се одлучува, сега има затапан пари, а може да биде пола па за тарабука да му остане. За тарабука да му остане, а? А може и ништо не А се. може и ништо, па да Може нема ни ништо. за од пазара она што викаш, така е. Во ред, значи не ја играме. Не ја играм. Која би ја играл? Ако би ја играл В. В. Ти отвориш В и таа од тетка ти А. Ајде, први отвори мислам В. Д, дека во Д е Во двојно. случај Виж, у Д да дека- играше, ќе играше со В, а таму има половина, татко ти беше во право. Ајде отвори ја А. Ајде уште А. Таму ау тетка. Ај, Д, Ништо. Ништо. Која Г? Д, Ајде, Д. Д. Ајде уште Ајде да Д. видиме Д. Секој имал различна идеја. Да видиме, полека само. Таму ќе беше двојно. Тетин ти беше во право. Ама добро. Неговото име Д. Димитар. Така е, тоа е твоето име, ќе ти донесеше удвојување. Уште побаво, меѓутоа како е така, ние сепак нели ги удвоивме овие пари кои што беа во твојата кутија. Дали си задоволен, Димитар, за крај? Задоволен сум. Така, баш убаво. Добро, дали ќе имаш да кажеш нешто за крај, како си помина, нешто да им собатиш на Па твоите другари убаво беше овде? за крај на сите и посакувам уште поише среќа од него мене. Така. Кој ќе ти фали најмногу од овде или некој што си отишол? Ангела. Па Ангела не И баш. она на него му фали. Па Ангела не баш толку, али Геле највише. Геле ќе ти Голем фали. пријател. Така? Па тоа прашувам. Добро, тоа со Ангел нормално дека беше, се шегувавме. Знам. Знам дека си бевте За целата
Чичко во Австрија живее, не е моментално тука. Ваш најголем обожавател, Навистина? секоја емисија ја гледа. Како се Татко викува, Боби. Чека да го поздравам Бобидно срце да му пратам во Австрија. Боби! Овели, го поздравуваме Боби, кој друг? Па, Баби, дедовци, браќа, сестри. па баба ми и сите останати од фамилија. Од фамилијата, вработени бе вам од твоите И колеги? вработените сите.